11 дел. По трет пат одбив да примам исповедник. Немав ништо да му кажам. Немав желба да зборувам, но секако ќе го видам набрагу. Она што ме интересира овој момент, тоа е како да се спасам од машината, да дознаам дали неизбежното може да има излез. Ми ја променија ќелијата. Од оваа, кога ќе се истегнам, го гледам небото и само него. Сите мои денови минуваат во гледање во промената на боите на неговото лице, што го води денок во ноќ. Легнат, ги подметнувам раците под глава и чекам. Не знам колку пати се прашав дали имало примери на осудени на смрт што го избегнале безмилосниот механизам, што исчезнале пред извршување на казната, го прекинале кордонот на чуварите. Си префрлував тога што не им обрнував повеќе внимание на приказните за извршувањето на смртни казни. Човек би требало секогаш да се интересира за тие прашања. Човек никогаш не знае што може да го снајде. Како и цел свет, и јас ги читав извештаите во весниците. Но имало секако специјални дела што никогаш немав случај да ги консултирам. Во нив можеби ќе најдев приказни за бегство. Ке научев дека најмалку во еден случај тркалото заприло, дека ова незаприливо итење случајот и среќата барем само во еден случај измениле нешто. Еднаш. Во известна смисла верувам дека тоа би ме задоволило. Моето срце би го направило другото. Весниците често зборуваа за еден долг што му го должиме на општеството. Би требало според нив да биде платен. Но тоа не му зборува на воображението. Она што е важно, тоа е една можност за бегство, еден скок надвор од неумоливиот обред, трчање во лудоста што би ги понудила сите шанси на надежта. Природно, надежта тоа е да бидеш убиен на аголот од некоја улица, во полна трка и со едно зрно во лед. Но откако се добро разгледав, ништо не ми го дозволуваше овој раскош. Се ми забрануваше, механизмот пак ме опфаќаше. Наспроти на мојата добра волја, не можев да ја примам оваа дрска неизвестност. Зашто најпосле имаше смешна диспропорција меѓу пресудата врз која таа стоеше низиното непоколебливо одвивање во моментот кога оваа пресуда е изречена. Фактот дека пресудата е прочитана во 20 часот, а не во 17, фактот дека таа би можела да биде сосем поинаква, дека е донесена од луѓе што ја менуваат долната облека, дека беше донесена под видот на еден така неопределен поим како што е францускиот народ, или германскиот, или кинескиот, ми изгледаше на вистина дека сето тоа намалува многу нешто од сериозноста на едно вакво прашање. Сепак, бев принуден да признам дека почнувајќи од секундата кога беше донесена, незините впечатоци стануваа исто така сигурни, сериозни како присуството на овој ѕид до кој го затирав своето тело. Си спомни во овие моменти за една приказна што ми ја раскажуваше мама во врска со тато. Јас не го познавав. Се што знаев точно за тој човек можеби беше она што ми го кажа тогаш мама. Отишол да види како се извршува смртна казна над еден убиец. Од помислата дека ќе појде таму, тој се разболел. Сепак тој отишол и повраќањето повраќал тоа утро. Тогаш мојот татко ми стана малку одбивен. Сега разбрав тоа било толку природно, како да не забележав дека ништо не е толку значајно како извршувањето на смртната казна и дека се на се тоа е единствената работа на вистина интересна за еден човек. Ако кога и да ја излезам од овој затвор, ќе одам да ги гледам сите извршувања на смртни казни. Немам право, верувам, да помислувам на оваа можност, зашто од идејата да се видам слободам едно мало утро зад кордонот чувари, на извесен начин од онаа страна од помислата да бидам посматрач кој доаѓа да види и кој може потоа да повраќа, еден бранд горшлива радост ми го исполни срцето. Но тоа не беше разумно. Не требаше да се препуштам на ваквите претпоставки, зашто момент потоа ми стана толку грозно студено, што згрчив под својата покривка. Дзинdzикав со забите без да можам да се запрам. Но се разбира, човек не може секогаш да биде разумен. Друг пат, например, правев нацрти на закон. Извршив реформа на казнениот систем. Јас забележав дека основното да му се даде една шанса на осуденикот. Една единствена на 1000, тоа е достатно за да се уред добро работите.
Така ми изгледаше дека би можело да се пронајде некоја хемиска смеша која што апсорбција ќе го убија пациентот. Јас мислев пациентот во 9 случаи од 10. Тој ќе го знае тоа, таков е условот, зашто кога ќе се размисли добро, кога ќе се разгледаат работите спокојно, јас констатирав дека дефектното во гилотината е тоа што не дава никаква шанса. Апсолутно никаква. Еднаш за секогаш со еден збор смртта на пациентот беше решена. Тоа е свршена работа. Една сосем добро свршена комбинација утврдена спогодба против која не можеше ништо да се стори. Ако по некое чудо ударот не погоди, се почнува од него. Поради тоа, непријатното е во тоа што осудениот требаше да го сака доброто функционирање на машината. Јас велам дека тоа е слабата страна. Тоа е вистина во известна смисла, но во друга смисла бев должен да признам дека сета тајна во една добра организација беше во тоа. Со еден збор, осудениот беше принуден да соработува морално. Во негов интерес беше се да се развива непречено. Бев принуден да констатирам исто така дека се дотука на тие прашања имав погрешно мислење. Долго време мислев и не знам зошто дека за да се дојде до гилотината требаше да се качува по скалите до губилиштето. Мислам дека тоа беше поради револуцијата од 1789. Сакам да речам поради сето она што ме учеле или упатувале во врска со тие прашања. Но едно утро се сетив на една фотографија објавена во весниците по повод извршувањето на една смртна казна, што имаше голем публицитет. Всушност, гилотината беше поставена на самата земја на наједноставен начин на светот. Таа беше многу потесна отколку што си замислував. Доста чудно е што порано не ми паднало тоа на ум. Таа направа на фотографијата ме чудоневиди со својата прецизна, совршена и блескава изработка. Секогаш се презголемува она што не се познава. Морав да констатирам напротив дека се беше едноставно. Гилотината е на истото рамниште со човекот кој чекари на кај. Тој се приближува како што оди во пресрет на некоја лице. И тоа беше исто така непријатно. Качувањето врз губилиштето, качувањето под редрон небо, тоа можеше да и даде полет на фантазијата. Меѓутоа, таму машината уништуваше. Човекот беше убиен дискретно, со малку срам и многу прецизност. Имаше уште две работи за кои размислував сето време. Зората и мојата жалба. Настојував да се вразумам и се обидував да не мислам веќе. Се истегнав, го гледав небото, настојував да се заинтересирам за него. Тоа стануваше зелено. Беше вечер. Правев исто така усилба да го свртам текот на моите мисли. Го слушав моето срце. Не можев да си замислам дека тој шум што ме придвижува толку време може кога и да запре. Никогаш немав вистинска фантазија. Сепак се обидував да си представам една определена секунда кога тупкањето на срцето не ќе се продолжи во мојата глава. Но попусто, зората или мојата жалба беа тука. На крајот си реков дека е неразумно да не се изнасилувам. Знаев дека тие доаѓаат во мугрите. Со еден збор, ноќите ми беа исполнети со исчекување на таа зора. Никогаш не сакав да бидам изненаден. Кога треба да ми се случи нешто, повеќе сакам да бидам приготвен за тоа. Ете зошто на крајот спиев само малку дење, а по цела ноќ чекав траперливо да се роди светлината од окното на небото. На тешкото беше во тоа што не го знаев часот кога обично ги извршуваат смртните казни. Минатата полноќ чекав и демнев. Никогаш моето уво не чуло толку шумови и не разликувало толку фини звукови. Можам да речам впрочем дека на еден определен начин имав среќа за време на сиот тој период, зашто никогаш не чув чекори. Мама често велише дека човек никогаш не е сосема несреќен. Во затворот, кога небото се обојуваше и кога новиот ден се лизгаше во мојата келија, сметав дека таа имаше право. Зашто исто така можев да ги чујам чекорите и срцето ќе ми пукнеше. Но дури и тогаш кога и најмалиот шум ќе ме фрлеше на врата, дури и со уво залепено врз дрвото, чекав избезумено се дури не го чујам сопственото дишење. Уплашен дека е толку зарипнато и толку слично на кркорење на пес, на крајот моето срце не ќе препукнеше и јас добивав уште 24 часа. По цел ден бев опфатен со својата жалба.
Верувам дека го излеков најдобриот дел од оваа мисла. Ги пресметував своите изгледи и во своите размислувања доаѓав до најдобар резултат. Секогаш ја земав најлошата предпоставка дека мојата жалба е одбиена. Добро, значи ќе умрам. Очигледно порано од другите. Но целиот свет знае дека не чини да се живее. Сушност знаев дека е сеедно дали ќе умрам на 30 години или на 70, бидејќи природно во обата случаи другите луѓе ќе живеат и тоа за време од 1000 години. Еден збор не беше појасно. Секогаш јас ќе умрам, било сега или по 20 години. Во тој момент, она што ми пречеше малку во моето расудување беше тој страшен скок што го чувствував во себе си при помислата на 20 години што можев уште да ги поживеам. Но требаше само да го задушам, замислувајќи си какви би биле моите мисли по 20 години, кога сепак ќе се најдам пред тоа. Во моментот кога човек умира, не е важно како и кога, тоа беше очигледно. Значи, и тешкото беше во тоа што не можеше да се изгуби од предвид сето она што значи представуваше во расудувањата. Значи, требаше да го прифатам одбивањето на мојата молба за помилување. Во тој момент само така да се рече јас имав право. Јас си давав еден вид дозвола да се фатам за друга предпоставка. Ја бев помилуван. Непријатното беше тоа што требаше да се стивне бесниот занес на крвта и на телото што ми ги полнеше очите со безумна радост. Требаше да вложам труд да го задушам тој крик, да го вразумам. Требаше да сум природен дури и во таа предпоставка, за да биде што поверојатна мојата помиреност со судбината во првата предпоставка. Кога ќе успее во тоа, бев мирен еден час. Сепак, тоа требаше да се земе во обзир. Во сличен момент, уште еднаш одбив да го примам исповедникот. Бев истегнат и го насетував приближувањето на летната вечер според една особена синевина на небото. Што тука ја одбив мојата молба за помилување и можев да ги чувствам брановите на мојата крв како редовно циркулираат во мене. Немав потреба да го видам исповедникот. За прв пат по подолго време помислив на Марија. Имаше многу денови откако не ми пишуваше веќе. Оваа вечер тука размислував и си реков дека таа можеби се уморила да биде љубовница на еден осуден на смрт. Дојдов и на мислата дека е таа можеби болна или мртва. Тоа е редот на нештата. Како би можел да го знам тоа кога надвор од нашите две тела, сега разделени, ништо не вразуваше и не подсетуваше еден на друг. Од тој момент, впрочем, сеќавајќи се за Марија, ќе останев рамнодишен. Како мртва таа не ме интересираше веќе. Го сметав тоа за нормално, како што разбирав мошне добро дека по мојата смрт луѓето ќе ме заборават. Неки имаат веќе никаква работа со мене. Дури не можев да речам дека ми беше тешко да мислам за тоа. Точно во тој момент исповедникот влезе. Кога го забележав, малку потреберив. Тој го забележа тоа и ми рече да не се плашам. Му реков дека обично тој доаѓал во друго време. Тој ми одговори дека е ова сосем пријателска посета која нема никаква врска со мојата молба за помилување за која тој не знае ништо. Тој седна врз моето легало и ме покани да седнам до него. Јас одбив. Па сепак наоѓав дека имаше мошне благ израз. Еден момент тој остана седејќи со раците врз колена, со спуштена глава и ги гледаше своите раце. Тие беа фини и мускулисти и ме подсетуваа на 2 или 3 животни. Тој ги растри полека едната од другата. Потоа остана така со глава постојано наведната и толку долго што за момент имав впечаток дека го заборавив. Но тој нагло ја крена главата и ме погледна в лице. Зошто, ми рече тој, ги одбивате моите посети? Јас одговорив дека не верувам во Бога. Тој сакаше да знае дали сум навистина сигурен во тоа и јас му реков дека не сум се прашувал за тоа. Тоа ми изгледаше беззначајно прашање. Тогаш тој се наведна назад и се потпре врз зидот со раците подложени врз бутините. Скоро со израз како да не ми зборува, тој забележа дека понекогаш човек мисли оти е сигурен, но всушност не е. Јас не реков ништо. Тој ме погледна и ме праша. Што мислите вие?
Јас одговорив дека е тоа возможно. Во секој случај можеби не бев сигурен во она што навистина ме интересираше, но бев сосема сигурен во она што не ме интересираше. А токму она што тој ми го говореше не ме интересираше. Тој го сврте погледот без да ја менува положбата. Ме праша дали не зборувам така поради преголем очај. Јас му објаснив дека не сум очаен, само се плашев, тоа беше сосем природно. Бог ќе ви помогне тогаш, забележа тој. Сите оние што сум ги посетил во вашата положба се обгрнуваа кон него. Се согласив дека тоа било нивно право. Тоа исто така докажува дека тие имале време за тоа. Што се однесува до мене, јас сакав да ми се помогне и нема време да се интересирам за она што не ме интересираше. Во тој момент тој со рацете направи еден раздразнет гест, но стана и ги уреди диплите од своето расо. Кога беше готов, се обрна кон мене викајќи: пријателе мој, како да ми говори вака, тоа не е затоа што сум осуден на смрт, според неговото мислење сите ние сме осудени на смрт. Но јас го прекинав дека тоа не е истето, дека впрочем во никој случај тоа не можеше да биде утеха. Секако, се согласи тој, но ако не умрете денеска, вие ќе умрете подоцна. И тогаш ќе се постави истото прашање: како ќе му придете на тоа страшно искушение? Јас одговорив дека ќе му придам точно така како што му придов во овој момент. Тој се дигна на тој збор и ме погледна право во очи. Тоа е игра што ја познавав добро. Често се занимавав со Емануел или Селест и главно тие ќе ги свртеа очите. И исповедникот исто така добро ја познаваше таа игра. Веднаш го сватив, неговиот поглед не трепнуваше. Не потрепери веќе ни неговиот глас кога ми рече: дали значи воопшто не се надевате и дали живеете со мислата оти ќе умрете наполно? Да, одговорив јас. Тогаш тој ја наведна главата и повторно седна. Ми рече дека ме сожалува. Смета оти тоа човек не може да го поднесува. Јас само почувствував дека почнува да ми издодева. Се свртев и појдов до прозорчето. Со рамото се подпрев врз зидот. Без добро да го следам, чув дека почнува и да ме испрашува. Тој зборуваше со вознемерен и забрзан глас. Сватив дека беше возбуден и затоа подобро го слушав. Тој ми рече дека е уверен оти мојата молба за помилување ќе биде прифатена, но дека јас го носам товарот на гревот од кој тој требаше да ме ослободи. Според него, човечката правда не е ништо, а Божјата правда е се. Забележав дека првата ме осуди. Тој ми одговори оти со тоа сепак не ми го измила мојот грев. Јас му реков дека не знам што е тоа грев, само ми соопштија дека сум виновник. Јас бев виновник, јас платив, ништо веќе не може да бараат од мене. Во тој момент тој стана повторно и помислив дека во оваа толку тесна келија, ако сака да се движи, тој немаше друг избор. Требаше да се седне или да се стане. Очите ми беа управени во подот. Тој направи еден чекор кон мене и запкако да не смееше да појде напред. Тој го гледаше небото низ решетките. Се мамите, синко мој, рече тој, би можело да се бара од вас и повеќе, и можеби ќе го побараат тоа од вас. И што тоа? Би можеле да бараат да видите. Што да видам? Свештеникот погледна околу себе и одговори со глас што ми се стори наеднаш изморен. Од сите овие камиња избликнува болката. Го знам тоа. Секогаш ги гледав со морничевост, но во длабочините на душата знам дека најбедните меѓу вас видеа како од нивната темнина излегува лицето Божје. Тоа лице ќе треба и вие да го видите. Малку се разлутив. Реков дека со месеци ги гледам овие зидишта. Ништо и никога на светот не познавам подобро од нив. Може би тоа беше одамна кога барав тука едно лице, но тоа беше со бојата на сонцето и пламенот на страста. Тоа беше лицето на Марија. Го барав попусто. Сега е тоа свршено. Во секој случај, не видов ништо да се појавува од овој испотен камен. Исповедникот ме гледаше некако тажно. Сега бев сосема подпрен врз зидот и светлината ми паѓаше врз челото. Тој рече неколку збора што не ги чув и мошне брзо ме праша дали ќе му дозволам да ме прегорне. Не, одговорив јас. Тој се сврте и зачекори кон зидот врз кој полека мина со рака. Значи, толку го сакате животот на земјава, прошепоти тој. Ништо не одговорив. Тој остана доста долго така свртен.
Неговото присуство ми тежеше и ме нервираше. Токму сакав да му речем да си оди, да ме остави, кога наеднаш свртувајќи се кон мене извика силно. Не, не можам да ви верувам. Уверен сум дека ви се случило да посакате друг живот. Јас му одговорив дека е тоа природно, не дека тоа има исто толку значење како да посакаш да бидеш богат, да пливаш мощне брзо или да имаш поубава уста. Тоа беше иста работа. Но тој ме прекина и сакаше да знае како ги замислувам тој друг живот. Тогаш му викнав: живот во кој би можел да се сеќавам за овој овде. И веднаш му реков дека ми е доста од сето ова. Тој сакаше уште да ми зборува за Бога, но јас тргнав на кај него и се обидов да му објаснам за последен пат дека ми останува малку време. Не сакав да го губам расправајќи за Бога. Тој се обиде да ја промени темата, прашувајќи ме зошто го викав господине, а не татко. Тоа ме разнервира и јас му одговорив дека тој не ми е татко, тој беше со другите. Не, сине мој, рече тој оставајќи ми ја раката врз рамето. Јас сум со вас, но вие не можете тоа да го знаете, бидејќи вашето срце е слепо. Јас ке се молам за вас. Тогаш, не знам зошто, нешто извлекла од мене. Почнав да викам како што грлото ме држеше и да го навредувам. И му реков да не се моли за мене. Го зграбчив за јаката од расото, со гнасење помешано со радост и со гнев му истори врз него се што ми лежеше на срце. Се чинеше дека е толку сигурен, нели? Сепак ниедно од тие уверување не вредеше ни 5 пари. Дури не беше сигурен дека е жив, зашто живееше како мртовец. Јас изгледав како да имам празни раце. Но јас бев сигурен во себе си. Сигурен во се. Посигурен од него. Сигурен во мојот живот и во оваа смрт што ќе дојде. Да, јас го имав само тоа, но барем ја држев таа вистина толку колку што и таа ме држеше мене. Јас имав право. Јас имав се уште право, јас имав секогаш право. Живеев така, а можевав да живеам и поинаку. Го правев ова, а не го правев она. Не го правев ова нешто кога го правев она нешто. И потоа, тоа беше како за сето време да ја чекав оваа минута и оваа зора кога ќе ме погубат. Ништо немаше значење и јас добро знаев зошто. И тој исто така знаеше зошто. Од дното на мојата иднина, за време на сиот овој апсурден живот што го водев, еден таинствен здив доаѓаше до мене низ годините што уште не беа дојдени и овој здив при своето минување уништуваше се што ми предлагаа тогаш во уште понестварните години што ги проживеав. Што ми е грижа за смртта на другите, за љубовта на некоја мајка, што ми е грижа за неговиот Бог, за животот и судбината што ја избрал некој, бидејќи една единствена судбина требаше да ме избере самиот мене и со мене милиарди привилегирани, кои како него се представуваа за мои браќа. Дали разбра? Сите беа привилегирани, постојат само привилегирани, и другите исто така еден ден ќе бидат осудени на смрт, и тој исто така ќе биде осуден. Што ми е грижа ако обвинетиот за убиство е погубен поради тоа што не плачал при закопот на својата мајка? Саламановиот пес чини исто толку колку и неговата жена. Онаа мала жена автомат беше исто толку крива како и парижанката што се омажи за масон, или Марија која сакаше да се омажи за мене. Што ми е грижа дека Ремон ми беше другар, или Селес кој вредеше повеќе од него? Што ми е грижа ако Марија денеска ги дала своите усни на еден нов мерсо? Разбрали? Значи овој осиден дека на дното мојата иднина се задуши викајќи го сето ова, но чуварите веќе ми го истргнаа исповедникот од срце и ми се заканија. Меѓутоа тој ги смири и еден момент ме гледаше молкома. Неговите очи беа полни со солзи. Се сврте и исчезна. Штом си замина тој пак се смирив. Бе исцрпен и се фрли врз своето легало. Мислам дека сум спиел зашто кога се разбудив, звездите ми го огреа сонцето. Шумовите од полето се качуваат до мене. Мирисите на ноќта, на земјата и на солта ми ги освежуваа слепите очи. Чудесниот мир на ова заспано лето влегуваше во мене како плима. Во овој момент и при крајот на ноќта рикаа сирени. Тие го објавуваа тргањето во еден свет во кој секогаш бев рамнодушен. За прв пат по толку време помислив на мама. Ми изгледаше дека разбрав зошто при крајот на животот таа нашла свршеник, зошто изигрувала дека одново почнува. Таму исто така околу тој дом за старци каде што се гасеа животите, вечерта била како меланхоличка починка.
толку близу до смртта, мама бездрго се чувствувала слободна и готова однова да доживее се. Никој немаше право да плаче над неа. И јас исто така се почувствував готов повторно да преживеам се. Како тој голем гнев да ме беше прочистил од злото, како да беше ме испразнил од надежта пред оваа ног преполна со знаци и звезди. За прв пат и се предавав на онаа пријатна рамнодушност на светот. Откако искосив колку е толку слична на мојата, дека по се ми е толку братски блиска, почувствував дека бев среќен и дека сум таков уште и сега. И само се да ми се сврши. Само да се почувствувам помалку сам. Ми останува да пожелам на денот на моето погубување да има многу посматрачи и да ме дочекаат со извици на одмрза.